Добар ден, почитувани. Растот на цената на енергенсите, мерките за спречување на ширењето на COVID-19 и зголемената инфлација ги намалуваат приходите на многу луѓе во светот. Како да се преживее со се потенок домашен буџет? Народот малку се плаши од кризава. Секој си го стега денарчето да не биде полошо утре, вели еден скопјанец за растот на цените на секојдневните потреби. Владата интервенираше со замрзнување на цените на некои од основните производи, но економистите сметаат дека таквата мерка дополнително ќе откочи спиралата на инфлацијата, што може да поттикне зголемување на сиромаштијата и на нееднаквоста кај населението. Во Македонија инфлацијата веќе ја чувствуваат граѓаните, но и производителите и продавачите. Со растот на цените на енергенсите, расте и цената на производите, со тоа граѓаните помалку купуваат за да заштедат, во спротивно треба подлабоко да брцнат во својот джеп. Имер Исмаили 25 години продава костени на плоштадот Македонија во Скопје. Тој вели дека неговата продажба е намалена за 3 пати во однос на изминатите неколку години. Народот малку се плаши од кризава, од тоа, секој си остега денарчето, да не биде полошо утре. Еве, струјата ќе поскапи, горивото ќе поскапи, дрвата ќе поскапи, зимници. Све тоа еден човек мора да размислува. Школување на деца, храна, тоа е све побрзано. Продуктите во продавниците веќе се поскапени, а владата интервенираше со замрзнување на цените на некои од основните производи, како лебот, шеќерот, брашното, месото, млекото, маслото. Предвидувањата на Народната банка на Македонија се дека растот на стапката на инфлација во 2022 година ќе биде околу 3,1%. Но освен замрзнувањето на цените, кои се другите инструменти на институциите како владата и Централната банка за менаџирање на инфлацијата? Професор Зоран Ивановски од Економскиот факултет во Скопје вели дека со замрзнатите цени не може долгорочно да се превенира инфлацијата, но посочува дека за тоа постои голем асортиман на мерки во рамки на фискалната и монетарната политика. Централната банка, вели тој, ја применува стратегијата за одбрана на фиксниот девизен курс на денарот кон еврото и тоа е мерка за одржување на стабилност на цените и ниско ниво на инфлација. Во однос на мерките на владата, Ивановски вели дека замрзнатите цени на долг рок може да значат и празни рафтови во продавниците. Потребно е државата да интервенира на друг начин, односно може и да интервенира од стоковите резерви, да се оди на намалување на царинските стапки, намалување на даночните стапки или субвенционирање на цените на одредени производи, а можно е да има и субвенционирање на цената на енергенсите. Професор Ивановски смета дека Централната банка ќе одбрани вредноста на денарот во однос на еврото и девизниот курс ќе остане на постоечкото ниво. Но предупредува, државата треба да има предвид дека инфлацијата со себе носи и други негативни карактеристики, како зголемување на невработеноста, сиромаштијата и нееднаквоста меѓу населението. Од продавниците во Соединетите држави до пазарите за храна во Унгарија, зголемените потрошувачки цени, поттикнати од поскапувањето на енергенсите и прекините во синџирот на снабдување, ги ставаат под притисок домаќинствата и бизнисите ширум светот. Но и владите, кои се потешко наоѓаат вистински мерки за решавање не само на економската, туку и на се подлабоката социјална криза. Зголемената инфлација води до зголемување на цените на храната, бензинот и другите производи и притиска многу луѓе да избираат помеѓу подлабоко копање во џепот или стегање на ременот. Drágult, de akkor is meg tudom venni, ha kevesebbet nyilvánvaló. Скоро 2 години по појавата на пандемијата на COVID-19, економското влијание на кризата се уште се чувствува дури и откако земјите излегуваат исцрпувачките блокади. Но новиот наплив на инфекции доведува до обновени ограничувања во Европа и во другите делови на светот. Ова особено ја погодува Централна и Источна Европа, каде што земјите имаат некои од највисоките стапки на инфлација, а луѓето се борат да купат храна или да ги наполнат резервоарите за гориво. Илдико Вардош Серфозо, месарка на пазарот за храна во Будимпешта, вели дека забележала пад во бизнисот додека клиентите се упатуваат кон мултинационалните синџири на намирници, кои можат да понудат попусти со купување на големи количества.
muszáj, ha haszonról akarunk dolgozni, hogy legyen rajta ár, és a vevők viszont árérzékenyek, és ezért gyakran itt hagynak bennünket, még akkor is, hogyha ez az áru minőségi, de hát a pénz beszél. Úgyhogy ezért észrevesszük, az infláció se tesz jót, úgyhogy ez van nálunk. Како што се зголемуваат цените на основните производи, како лебот и маслото за јадење, ситуацијата најверојатно ќе се влоши во новата година, кога цените на енергенсите треба да растат. Слабењето на валутите низ Централна и Источна Европа во однос на американскиот долар и еврото ги зголемува цените на увозот и горивото и ја влошува кризата од резервите за снабдување и другите фактори. Унгарската валута, форинта, изгуби околу 16% од својата вредност во однос на доларот во последните 6 месеци. Тоа е дел од стратегијата на Унгарската централна банка да ја одржи земјата конкурентна и да привлече странски компании кои бараат ефтина работна сила, вели Золт Балаши, аналитичар од Будимпешта. This is obviously a political decision which has huge economic disadvantages, but probably makes the households happy. Но цените на увезените стоки вртоглаво порасна, а глобалните цени на нафтата во американски долари ги поттикнаа трошоците за гориво на рекордно ниво. Az üzemanyagárak olyan mértékben nőttek meg, és úgy húzzák magukkal az inflációt, hogy a kormánynak itt lépéseket kellett tennie, és úgy döntöttük, hogy egy bizonyos árszinten, ez 480 forint, a benzint és a dízel üzemanyagot is maksimáljuk. Olcsóbb lehet, drágább nem. Иако таа нуди одредено олеснување за домаќинствата, според аналитичарите, оваа мерка сепак била донесена со оглед на предстојните избори во Унгарија, на кои десничарската владеачка партија се соочува со најсериозниот предизвик откако беше избрана во 2010 година. Предвидувањата на аналитичарите за жал се дека трошоците за животните потреби натаму ќе растат и тоа ќе доведе до се поскапо секојдневие. Вашите мислења и коментари можете да ги спраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.